После ланското стартување како нов импортер на Volvo за Македонија, премиум АГС ги засилува своите активности. Меѓу првите беше планирано новинарското тест возење на гамата со цел нејзино поблиско запознавање. На располагање ни беа кросоверите XC40 и XC60, новиот V60 и препознатливиот S90. Дестинација беше Струмица, а рутата не водеше на одење преку Штип, на враќање преку Дојран. Така имавме можност да видиме како возилата на Volvo се однесуваат на сите видови патишта во различни услови на возење. Тргнавме со основната изведба на автомобилот на 2018 година во Европа, која има стартна цена од 36.600 евра. Со XC40 веќе се имаме запознаено, но тој сега уште еднаш ни ја потврди својата практична страна. Го привлекува вниманието на купувачите со својот младешки шарм и компактните димензии. Лесно ги голта дупките на оштетен коловоз, а динамиката на возење сосема задоволува. Опременоста, посебно кај поскапите верзии, далеку ја надминува класата на која припаѓа. Акцентот секако е ставен на безбедноста, која за Volvo е императив. Тоа веднаш се забележува со присуството на бројните електронски системи кои ги воведе поголемиот XC60. Тој лани беше прогласен за автомобил на годината во светот, но и за најбезбеден во историјата на Euro NCAP тестирањата. Неговото пристигнување на пазарот го најави новото дизајнерско изразување на марката, чија еволуција директно можевме да ја споредуваме гледајќи ги возилата што ги имавме на располагање. А меѓу нив, без дискусија, S90 беше најмаркантен. Тешко беше да се дојде на ред за возење на шведската лимузина, макар и на кратко. Секој сакаше да ги проба комфорот и возните својства на автомобилот, што ги руши предрасудите околу поврзаноста на квалитетот со земјата на производство. Најинтересен за нас беше новиот модел во понудата на премиум АГС, караванскиот V60. Големата задна врата, која како и кај останатите е електрично задвижувана, крие багажник во кој стандардно собира 529 литри. Седиштата на кои се седи ниски се, со одлична ергономија и воопшто не заморуваат во возењето. Дизелот од 150 конски сили со кој беше опремен му обезбедува добри перформанси и солидна економичност, а кој сака повеќе ќе почека на хибридната верзија. Тоа е само еден од повеќето вакви модели, чие пристигнување се очекува наскоро. Од плановите за блиска иднина од премиум АГС не информира и за новиот центар, чие отворање ќе се случи за месец и половина. Ќе се подобри и постпродажната поддршка за новите возила, за кои сервисните интервали се продолжени на 30.000 километри. Ова е само дел од активностите што увозникот на Volvo кај нас, како што ни беше кажано, постојано ќе ги интензивира.